Ракометарките на Вардар го очекуваат надпреварот со Букурешт од Романија во третиот обид да стигнат до финалето во Шампионската лига. Навистина се очекува еден тежок и неизвестен надпревар во кој нашиот шампион не сака да ја превземе фаворитската улога, бидејќи се доста внимателни, иако нашата јавност веќе го гледа Вардар во финалето на завршниот турнир овде во Будимпешта. И тренерот Индира Кастратовиќ и сите останати во тимот очекуваат еден исклучително тежок надпревар, а ние ќе подсетиме само дека ракометарките на Вардар во групната фаза или во главната фаза од Лигата на шампионите го добија романскиот Букурешт на два пати, но тоа не мора да значи ама баш ништо. Ние разговаравме и со тренерот Индира Кастратовиќ во вестите денеска, таа исто така беше многу внимателна, па предлагам да слушнеме како таа размислува во пресрет на овој меч. Како и секогаш на Вардар, секогаш одбрана и брза полуконтра и контра, така да тоа е нашето оружје. Нормално и позициони нападни имаме од сите страни играчи кои можат да дадат го, али мислам дека пред се одбрана не само на нас, него на сите екипи е клучот на победа е одбрана. Букурешт е исто така една силна екипа која има многу јаки голмански пар, која има играчи кои се дојдени од многу земји, да кажам, али и многу квалитетни играчи кои игра и светска и европска првенства за своите репрезентации. Мислам дека не треба никој да се подцени. Ние само со мирни глави се подготвуваме, не еуфорично, него се подготвуваме, стварно сме сконцентрирани и фокусирани пред се за утрешниот надпревар, да мораме да го одиграме максимално, да мора да имаме што помалку грешки, да мораме да играме што пострпливо и без некоја голема еуфорија. Про Букурешт и на таа два надпревари немаше Јоргенсен, десниот бек, а сега е тука, имаше време да се, он има свој првенство и куп надпревари, така да има време да се она подготви за овие надпревари. А ние, мислам дека ние сега овие 3 недели максимално ги искористивме за тактика и да се подготвиме максимално за Букурешт. Имаме јаки тренинзи, добри, квалитетни, така да мислам дека утре која екипа ќе излезе помотивирана и која ќе сака повеќе победа, пошто не можам да кажам дека сме ние подобри или они, тука сме, така да мислам дека детали утре ќе носат победа. Еве како размислува Радичевиќ во пресрет на ова полуфинале. Јованка, дел си од идеалниот тим на Лигата на шампионите, тоа е едно навистина фантастично признание и претпоставува мотивација пред надпреварот со Букурешт. Па свакако, мислим да свако признание за играча, посебно у Лиги... Па секако, мислам дека за секое признание, особено во Лигата на шампионите, за секој играч импонира. Но искрено јас би го менувала за пехарот, секако дека импонира. Јас ќе залагам како и досега да на секој надпревар го дадам максимумот. Секој од нас ќе го стори истото во сабота. Тоа се 60 минути кои се да се биде или не. За ова сме добро подготвени. Верувам во оваа екипа. Верувам дека ќе го прикажеме вистинското лице. Фокусирани сме исклучиво на Букурешт. Многумина од нас не прашуваат што мислиме за финалето, но навистина размислуваме исклучиво за Букурешт. Ги победивме два пати во групната фаза. Тоа не мора ништо да значи. Во групната фаза можеме да погрешиме, па потоа тоа да го надоместите. Тука се 60 минути да се биде или не. Така што тоа ќе биде тежок надпревар, а за мене овој Final Four навистина многу ми значи. Бевме и на претходните два, но се надевам дека љубителите на ракометот овој пат ќе уживаат во најдобриот ракомет во Будимпешта. Ке подсетам уште еднаш, екипата на Вардар е трет пат поред на завршниот турнир и сака финале, има желба, има мотиви, има сили за тоа и сите се убедени дека може да дојдат и дека клучот во сето тоа што го очекуваме, а се нарекува финале, треба да биде во играта од одбраната.